Благодарам, господин Джафери. Колега Бочварски, точно е, треба како политичари сите ние да пазиме кои ставови, кои изјави ги имаме пред избори и после избори, тоест кога сме во опозиција и кога сме на власт. Ние тоа го пазиме, а се надам дека и вие ќе почнете на тоа да внимавате. И ќе едно зборувавте додека бевте во опозиција во врска со задолжувањето. Нашиот сегашен министер, тогашен професор Тевдовски, полна му беше устата колку ние задолжуваме државата и така натаму. Вие сега брзината на задолжување на државата е 60.000 евра на час. Со таа брзина и задолжувате граѓаните на Република Македонија. Сега објаснувате, имало нето долг, бруто долг и така натаму, меѓутоа пред да дојдете на власт, нето бруто долг немало. Тогаш ние сме биле лошите и сме задолжувале државата. Вие сте сега добрите, ја задолжувате државата со 60.000 евра на час, и што сте добри, ги враќате долговите и се во оваа држава ќе почне да цвета и ќе биде розево. Јас би сакал економијата во оваа држава да цвета, бидејќи на крајот на криштата тоа ќе се рефлектира на секој граѓанин на нашата држава. Меѓутоа, со субвенции за минимална плата не е економски потек. Минимална плата се крева со висока економија, со повисок бруто домашен производ, со странски инвестиции, со конкурентност на пазарот, а не со субвенции. Меѓутоа, вие сте одбрале тој начин, популистички начин, тоа си е ваш начин на работа. Автопатите. Трасата била грешна, многу тунели имало, земјиштето не чинело. 3 месеци автопатите, работата на автопатите блокирана. Ето Кичево, Охрид, кажувате, било сгрешено. Што е сгрешено на градско Прилеп? Што е сгрешено? Секој ден патуваме по тој пат, тројца работници има со една казма ке шо копат. Пат кој што е суштинско значение за цел Пелагонички регион. И таа трасата може да грешена. Се е грешно. Само вие ги имате стручњаците кои што кажуваат дека километар автопат, што знам, во Шпанија бил толку, во Бугарија бил толку, во Америка било толку, овде било поинаку. Дајте, луѓе, фатете се за работа. Годината ќе помине. Барем, дај Боже, тоа што сега со ребалансот сте го предвиделе да го направите. Да има ќар граѓаните на државата. Доста ви е од популистички муавети, доста ви е од опозицијска реторика. Сватете дека сте сега на власт и треба да направите нешто за оваа држава.